Во рамки на отворените денови на Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска во Битола се одржаа две трибини за невработените лица и за работодавачите од општината, како дел од редовните активности на Агенцијата кои се спроведуваат во сите 30 центри во државата. Направиме презентација на оперативниот план за 2016 година. Тоа се сите активни мерки за вработување кои што се проектирани на ниво на Министерство за труд и социјална политика, а ние ги спроведуваме како Агенција за вработување и годинава има многу нови мерки за вработување, така што целта ни е да ги запознаеме со сите нови мерки кои што ги нудиме и како целна група, нели, во сите мерки за вработување приоритет имат младите невработени лица, како и да ги запознаеме со слободните работни места на ниво на Центар за вработување Битола. За невработените лица подеднакво атрактивни речиси сите мерки, сепак најактуелни мерките наменети за младите лица. Кај младите невработени лица интересот е различен, значи најповеќе интерес пројавуваат за мерката практиканство. Оваа година, значи има уште еден нов модул на практиканство 2, бидејќи досега практиканската работа се изведуваше во траење од 3 месеци, сега имат можност работодавачите да аплицираат и за практиканти до завршење на практична работа до 6 месеци. Во изминатите години се повеќе се зголемува и бројот на работодавачите кои се обраќаат во центрите за вработување со цел да најдат и вработат стручен кадар. Интересот на работодавачите расте. Значи ние ги изменивме услугите, значи се нудат повеќе опции за работодавачите, било преку проектот Македонија вработува, било преку оперативните програми за 2016 година или преку ИПА проектот кој што го работиме од 2015 година. Отворените денови на Агенцијата за вработување продолжуваат и во останатите центри. Наредната недела во понеделник во општина Новаци и во среда во општина Могила, каде сите невработени заинтересирани лица ќе можат да ги добијат потребните информации.